Затворската полиција му помогнала на Беким Мемети во неговото бегство. Ова го покажала истрагата на обвинителството. Од изутрината командирот и двајцата затворски полицајци се во 8-дневен притвор. Не еден пак му е одземен пасошот. Службениците не ги почитувале протоколите за спровод, па сега кривично ќе одговараат. Иако процедурите налагаат доколку осуденикот треба да се третира во здравствена установа, затворската служба да побара асистенција од Министерството за внатрешни работи и возилото за спровод на осуденикот да биде придружувано од полициска патрола. Тие не го сториле тоа што претходно било случај, кога истото осудено лице било спроведувано до одредена здравствена установа. Од опозицијската ВМРО ДПМН обвинуваат дека командирот Средјан Поп Димитриевски е човек близок до СДСМ и министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Од опозицијата прашуваат зошто не е побарана асистенција од МВР, за кого барат од Дризова полициска асистенција, ако не за криминалци осудени за убиство, дали намерно не е побарана полициска асистенција, дали командирот кој е поддржувач на СДСМ исполнувал партиски насоки. Командирот во чија смена се случило бегството е поранешен полициски службеник кој бил фатен при земање подкуп, а потоа избркан од работа. Полициски службеник фатен во криминал од СДС е назначен за командир во Идризово. Истиот тој, командир при транспорт на лица со зголемен ризик, е одговорен да направи проценка и да побара асистенција од МВР. Од МВР пак демантираат, но не дека командирот бил близок до СДСМ, туку дека не бил вработен од министерот Спасовски, туку дека за неговото вработување надлежни биле од Министерството за правда. Министерството за внатрешни работи најостро ги демантира лагите на ВМРО ДПМН изнесени во денешното соопштение. Станува збор или за свесно лажење, или за комплетна неписменост и недоветност, затоа што и полуписмен човек знае дека МВР нема врска со затворската полиција, туку таа е во склоп на Министерството за правда, односно Управата за извршување санкции. Од МВР соопшти дека бегалецот пукал во кровот на возилото со цел да го оправда бегството, но зрното од куршумот се одбило од кровот и случајно го погодило затворскиот полицаец во долниот дел од стомакот. Тој во моментов се наоѓа на Карил во добра здравствена состојба со одземен пасош.